ова издание. Легислативата за поништување на децениските авторизации за војна од страна на председателот на САД веќе е представена во Американскиот Сенат. Можно ли е ограничување на неговата моќ? Стружанка успешно раководи со семеен бизнис. На 7 хектари одгледува органски производи. Сквиши со камери и сензори за откривање на газ, хемикали и запалливи материи. Предупредува на опасност. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојачиевски. Американските законодавци разгледуваат децении стар закон кој му овозможува на председателот да започне војна во странство. Конгресот може ке се обиде да намали некои од тие овластувања на врховниот командант. Кетрин Гибсон со детали. Прв пат по речиси 2 децении конгресното авторизирање со кое се оправдаа американските конфликти во Авганистан и во Ирак, а потоа истото искористено да го вклучи ангажманот од Сирија до Јемен и нападот врз иранскиот генерал Сулеймани, повторно се разгледува. Повеќе од 20 години неколку последователни администрации го интерпретираат текстот на таа резолуција за користење во други држави против растечка група на лабаво поврзани групи. Овој процес го заобиколува Конгресот, му одзема една од основните надлежности да одлучува по прашање на мир и војна. Според Американскиот устав, Конгресот има моќ да објави војна, но со авторизациите од 2001 и 2002 година за употреба на воена сила, председателите на САД добија широки овластувања за ангажирање во странство. Председателите се повеќе одлучуваат самостојно и му дават на Конгресот минимални информации за војните акции. Председателите и нивните адвокати на 20 години старата авторизација на сила гледаат како на оправдување за нивните акции. Ако не сториме ништо, не треба да бидеме изненадени од исходот. Дебатата повторно беше обновена месецов по новите тензии меѓу САД и Иран. Белата куќа сигнализираше дека е расположена да работи со Конгресот на поништување на тие авторизации во името на создавање потесна рамка. Треба да бидат вклучени конкретни последици, како прекин на финансирањето со покус рок за председателот и официјални лица од извршната власт, ако не може да обезбедат конгресна поддршка за акциите, финансирањето да определи рок на траење. Предходните обиди за поништување на авторизацијата беа пресретнати со противење на председателите и од припадници на двете партии во Конгресот, а критиката на републиканците беше дека тоа ќе оневозможи американски одговор на терористички закани. Имаме иста цел. Можеби малку се разидуваме околу начините да се стаса до неа. Исто така треба да ги избегнеме говорот како бесконечни војни, затоа што тоа имплицира дека постоечките антитерористички ангажмани се нелегални и не се неопходни. Како сенатор, Бајден работеше за поголем надзор од Конгресот врз војната моќ на председателот, но сега тоа е во Белата куќа и има знаци на расположение да му се овозможи на Конгресот да ја врати контролата врз некои од неговите најважни надлежности. Мислам дека основното прашање е овозможување на американската јавност да го држи председателот одговорен за оправдувањето што тој или таа ќе го приложи. Легислативата за поништување на децениските авторизации веќе е представена во Американскиот Сенат. Во време на пандемија, кога многу бизниси раководени од жени згаснуваат, некои пак се соочуваат со големи успеси. Таков е примерот на Маја Милошевска од Струга, која одгледува органски производи. Мики Трајковски ја доволува нејзината приказна. Со само 30 години Маја Милошевска од Струга успешно раководи со семеен бизнис. Се започнало пред 10 години, кога на површина од 6 хектари почнале да одгледуваат аронија, за да од неодамна го прошират бизнисот и со насади од боровинка. Истите се наоѓаат во близина на селото Враништо Струшко, каде плодната почва дава резултати. Тогаш почнавме со 17.000 садници на аронија, со тоа што нормално почетокот има помал род, како што оди понатаму се зголемува родот. Оваа година имавме 17 тони аронија. Во моментот се насочени кон производство на органски сокови, а Маја е задолжена за продажба на производите.
Таа е позитивен пример на развој на сопствениот бизнис во време кога поради пандемијата со COVID-19 многу бизниси предводени од жени згаснаа. COVID кризата според статистичките податоци намалила околу 1000 субјекти кои што се раководени од жени. И оние компании кои што се уште не згаснале, повеќето размислуваат како да стигнат до плата, ако не се субвенциите од државата, или пак евентуално да ја затворат компанијата. Дисовска вели дека она што ќе биде неопходно во иднина е државна помош за реструктурирање на компаниите или пронаоѓање на нови дејности со кои ќе може да се занимаваат. Бидејќи пазарот нема да остане ист ни после пандемијата. Според бројките на Агенцијата за вработување, во периодот после 11 март 2020, односно во периодот на COVID-19 кризата, без работа останале 9619 жени. Од нив дури 4617 се на возраст од 30 до 49 години. Најголемиот број се од преработувачката индустрија и од трговијата на големо и мало. Но Маја ништо не ја обесхрабрува, ниту пандемијата, ниту пак постојаните предизвици со кои се соочува. Нас не е во прилог тоа што произведуваме пред се здрава храна. Тоа не е она нашата предност која што ја искористуваме за време на пандемијата. За успех вели е потребно да се направи баланс помеѓу приватниот живот и она што го работиш. И ја радува што се повеќе жени се одлучуваат да отпочнат некаков бизнис. Ако го работиш со љубов, секогаш можеш да најдеш време и да се организираш добро. Особено во земјоделието почнуваат да се ангажираат и да се инволвираат со тоа што органското производство станува се популарно и во Македонија. Таа е со порага до сите припаднички на понежниот пол кои што имаат идеја, кои се уште се двоумат да го направат првиот чекор. Не треба никогаш да се плашиш, како и да е можеш да успееш. Па ништо не е тешко на крајот ако се сака да се успее. Се чувствуваш како позитивен пример? За бизнис? Па да, можам да кажам дека сум. Плановите на оваа млада струченка се да почне да ги освојува странските пазари, иако полека но сигурно извезува во Европа, Австралија и Канада. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски. За крај на News Flash. Робот замислен да се движи по површината на планетите, сега се користи од страна на пожарникарите во Соединетите Американски држави за да ги предупреди од опасни ситуации. Изгледа како играчка што одскокнува, се вика Сквиши и првично беше замислен да се движи на планети или на месечината, испраќајќи податоци за тоа што ќе го открие. Сега Скуши се користи од страна на пожарникарите, компаниите како и армијата за откривање на опасности на теренот пред да пристигнат луѓето. И тогаш сватив дека ако можам да го користам на месечината или Марс, ќе можам и на Земјата. Сквиши беше инспириран од детската играчка Сквиш, растечкиот тренд на така наречените меки роботи кои се дизајнирани да се виткаат и да се движат кога ќе се соочат со неочекувани реални ситуации. Може да се движи меѓу карпи и може да се искачи на големи височини. Овие роботи можат да ја превземат работата во своји раце на места опасни за човекот, вели Андра Кей, извршна директорка на Силиконската долина на роботика. Една од работите што ми се допаѓа кај овие компании е тоа што се близу до проблемот со просторот. Го разбираат тоа. Бараат решение. Фрлен од височина од 300 метри, Сквиши удира во земјата, се тркала, но без да му наштети на неговиот централен јазол, кој содржи камери и сензори за откривање на газ, хемикалии или запалливи материи, давајќи им до знаење на корисниците за потенцијалните опасности. Се движи со далечински управувач. Утврдивме мапа за топлината, за да се види каде има поголема концентрација на тој хемиски газ. И тоа ќе ви каже каде е изворот или од кој правец доаѓа. Ова е мек робот, зафрлен во непредвидливи ситуации и известува за она што го наоѓа. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. За најнови информации појдете на glasnaamerika.com. Следете не преку Twitter, Facebook, Instagram. Пријатна вечер. Се гледаме утре.